Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, на почетокот на емисијата ќе го проследите интервјуто со господин Драголју Поповски, представник од подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево. Со него разговаравме за сите оние надлежности кои ги има ова подрачно одделение. Веднаш потоа ќе го проследите и краткиот разговор со отец Александар Крстановски, со кого поразговаравме за се она што е карактеристично околу започнатиот 7-неделен великденски пост. Акцент започнува. Следете не. Една од поважните државни институции, почитувани гледачи, кои што успешно функционираат години наназад, секако е Дирекцијата за заштита и спасување, која во многу прилики се покажала како успешна организација која што действува во насока на заштита на самите граѓани. Самата дирекција е формирана согласно Законот за заштита и спасување, а со работа има почнато од 2005 година, поточно од 16 мај. Настаната е како спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана на Република Македонија, каде што самата инспекција за заштита и пожари од Министерството за внатрешни работи се соединува со ова тело и така настанува Дирекцијата за заштита и спасување. Самата дирекција во голем број на градови во Република Македонија има и своји подрачни одделенија кои што се грижат за спроведување на онаа програма која што е предвидена за реализација секоја тековна година. Во ова издание на Акцент имам чест да разговарам со господинот Драголју Поповски, представник од подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево. Акцент ќе ставиме токму на работата на ова подрачно одделение и секако на сите оние надлежности кои што по закон следуваат и кои што, како што кажав и на почетокот, успешно се реализираат години наназад. Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување од Кичево е исто така формирано во 2005 година. Господине Поповски, ви благодарам што ја прифативте понудата да бидете гостин во емисијата Акцент. И во ова денешно наше интервју ќе сакаме да поразговараме за сите тие надлежности кои што ги имате и секако за се она што го имате реализирано до сега и сите оние ваши вклучувања во различни акции кога биле доведени во прашање животот и односно опасноста по живот на одреден број на граѓани не само во Кичево, туку и во целата наша држава. Сакаме на почетокот да позборуваме нешто околу планот за работа на Дирекцијата за заштита и спасување, односно на ова подрачно одделение во Кичево. Веќе еве на почетокот на секоја година, секоја институција си го определува својот план за работа. Кажете ми на кој начин подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување го спроведува планот, односно го донесува првично и на кој начин еве ги разгледувате тие етапи околу самото спроведување на тој план. Добар ден пред се за вас и за вашите гледачи. Значи, ако почнеме конкретно за она прашање што го поставувате, подрачното одделение или Дирекцијата за заштита и спасување своите надлежности или своите активности ги планира и и ги црпи од самиот план за заштита и спасување кој постои на ниво на нашата држава. Се како функционираме? Да речеме, секое подрачно одделение за територијата на која функционира, конкретно за Кичево, изработуваме планови за заштита и спасување. Значи, тоа е на ниво на општина, го изработуваме ние како одделение, и сите подрачни одделенија на ниво на државата, ваквите планови ги обединуваат и сите одат во Дирекцијата за заштита и спасување, каде се изработува еден, значи, план за заштита и спасување комплетно на целата држава. Повратно,
од сите овие активности или планирани действија и во овој план и произлегуваат и активностите со кои во текот на, да речеме, тековната година или во идната година се она што произлегуваат како задачи ги црпиме од овој план. Многу е важно да напоменам дека вакви планови за заштита и спасување изработува и сите општини, значи на општинско ниво, како единици на локална самоуправа и тие исто така изработуваат планови за заштита и спасување и сите поголеми институции или да речем акционерски друштва и слично, што имаат поголем број на вработени, изработуваат своји планови за заштита и спасување, парцијално за делот во кој живеат, работат и действуваат на територијата на Кичево и вклучително на цела Република Македонија. Планот за заштита и спасување произлегува од проценката. Значи, основното, за да се изработи план за заштита и спасување, значи мора да имаме проценка од што во основа ќе се заштитуваме. Согласно Законот за заштита и спасување, во Дирекција за заштита и спасување, а тоа значи за порачното деление за заштита и спасување, ние сме формирани како институција, како орган на ниво на државата и онако што кажавте вие, значи функционираме од 2005 година како едно продолжение на старите сектори на цивилна заштита кои функционира во тогашната речи го Републички секретаријат за одбрана, па после тоа Министерство за одбрана и слично. Во планот и во проценката и во планот, значи нашите активности се сведуваат во заштитата на населението и материјалните добра од сите природни катастрофи и несреќи. Исто така тука се вклучуваат и технолошките несреќи. Може и да ги наброиме, значи ние имаме неколку мерки кои се предвидени во проценката, зависно од територијата велам на која се најдуваме, да речеме кај нас најголем акцент во проценката е даден, да речеме, на можноста од поплавување и загрозување од некакви си поплави, бидејќи имаме два речни тека во Кичевијата. Понатаму имаме, речи го, дел, бидејќи располагаме со голем фонд на шумско богатство, или имаме многу шуми во Кичевијата, значи и тој дел е опфатен, но во секој случај дека се опфатени другите мерки, значи заштита на животни и производи од животинско потекло, па заштита на земјоделски производи и значи и од земјоделско потекло. Понатаму имаме заштита од испасување од урнатини, тоа е значи од земјотреси, заштита и спасување имаме од пожари, заштита и спасување од неексплодирани убойни средства и така. Значи тие се сите оние мерки кои на некој начин можат да го загрозат населението и да предизвикаат несакани последици во обичното живење или во екзистирањето на, да речеме, на заедницата. Така, Кичево како регион, секако, она што го споменавте и вие, е подложно на одредени природни непогоди. Изминатиот период, навистина, може да се каже дека речиси секоја година имаше по некој момент каде што вие како и на ниво на Република, меѓутоа и вие како подрачно одделение имавте навистина доста работа. Ајде да се подсетиме на така некои поважни ваши активности, односно ваша вклученост во делувањето како стручен кадар и како ресурс од страна на подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување. Минатата година беа нели големите поплави во Скопскиот, во Тетовскиот регион. Врнежи имавме оваа година од снег, каде што имавме некаде проблеми околу пристапноста на патиштата. Се разбира дека, како што и самите кажавте, заради самото подрачје на општината, каде што нели сме обкружени со доста планини и шума, опасноста е тука поголема и од пожари. Ајде да споменеме некои конкретни случаи каде што вие бевте дел од таа успешна, да речеме, приказна наречена спасување на животи или заштита на околината и така натаму. Во тој дел еве што можам да речеме да изнесам од она што како надлежности произлегува за нашето подрачно одделение. Најпрво би се задржал на она што се случува, да речеме, на територијата на нашава општина. Со години наназад, особено значи од 2007-2008 имавме некои, да речем, поголеми пожари од поголем така карактер, во кој активно
подрачното оделение беше вклучено заедно со сите институции кои исто така делуваат и действуваат при ваква неприлика. Во изминатиот период, значи, може да се напомне дека имавме еден огромен пожар во близина на селото Црвивци, меѓу селата Црвивци и Осломе, каде што имаше зафатена борова шума. Таа беше плански садена уште пред 40 години од страна на шумското стопанство Лопушник и нормално на сето граѓанство кое е на територијата на Кичево. И во овој пожар изгубивме, значи, неколку стотини хектари изгубивме од тоа шумско богатство, а престоеше опасност и да пожарот преде и во околните блиски села каде што може да настанат последици. Но во содејство со, значи, противпожарните единици, со армијата, шумското стопанство Лопушник, подрачното оделение со својот резервен состав, жителите околни која бе граѓанството со несебична помош на вработените од река Осломе тогаш и така, се действуваше и се дојде до една ситуација да тој пожар биде ставен под контрол, локализиран, но за жал изгубивме голема шумска маса. Сличен пожар имавме, или сакам да речам од така пообемен од поголем обем, исто така во местно за Црн камен, негде меѓу Крушино и Бистра на целото Кнежино, каде и таму речиво неколку дена имавме активности, во кои активности сега веќе да предеме во другиот дел, кога добивме помоши од подрачните оделенија од Охрид, од Струга, од Ресен, од Битола, Кичевскиот, армијата, хеликоптери и сите тие работи. Во поновиот период немаме, да речем, некој таков пожар покарактеристичен со поголеми размери, но сме имале пожари при кои речико се интервенирало исто така од сите надлежни институции, вклучително од Дирекцијата за заштита и спасување. И овој пат во последниве неколку години, че од доаѓањето на трите летала за гасење на пожар, тоа се овие авионите Air Tractor со кои располага Дирекцијата за заштита и спасување, биле активно вклучени во гасењето на пожарите на целото подрачје, значи на нашиот крај. Тако имавме, значи, нивно активно вклучување на авионите на Буковиќ пред некоја година, па имавме кај магазините војни што се во Челопеци. Имавме исто така овде над Крушино, сега пред 2 години, 3, кога имавме еден пожар, кога авионите заедно во содејство со армиските хеликоптери придонесоа да го запреме пожарот, да не се прошири на боровата шума што оди кон излетничкото место Крушино и така. Сакам да речем, тоа е во тој дел кај пожарите. Понатаму имаме ситуации кога Дирекцијата за заштита и спасување преку подрачното оделение делува во помошта за расчистување на снежните наноси кои ќе имаме, како што го имавме на пред нова година во 2015, мислам дека беше, кога активно се вклучивме и пред тоа и секогаш во содејство со општината и на нивно барање, ако проценат или ако ние процениме дека тие сами не се во состојба да се справат, подрачното оделение се вклучува со механизација која ја организираме од страна на градежни фирми со кои Дирекцијата подрачното оделение за заштита и спасување од Кичево има склучено договори за нивно ангажирање, така да излегуваме на терен и вообичаено се случуваат најтешкиот дел од работите да ги завршуваме ние, со исклучок на оваа година, кога општината комплетно си ги завршуваше работите, нормално пак со наше знаење, со наша координација, со несебична соработка наша, излегување на терен и слично. Другиот дел е она кај што сме интервенирале, тоа се во случај на поплавување на нашиот дел. Карактеристично беше во 2015 година, февруари месец, на поплавата која и ние направи Зајачка река во делот на дивата ромска населба кај источното пазариште градско, кога уште веднаш се интервенираше, истата вечер и во соработка со општината се презеде активности, значи негде преку 120-30 луѓе да бидат евакуирани, заштитени. Се планираше и нивно сместување ако ситуацијата остане таква непроменета и ако имавме влошување на ситуацијата, но за среќа тоа беше, да речем, еднодневно поплавување, потоа
се презедува некои активности и мерки со градежна механизација од страна на општината и овој пат се вклучи исто така дирекцијата со своја градежна механизација, се направија дополнителни брани насипи, водата се извлече и така да немаше потреба од некои дополнителни интервенирања. Иначе дирекцијата функционира на тој начин што подрачните оделенија покрај тоа што функционираат на својата општина, по потреба функционираме и во најблиските, да речем, околни што се подрачни оделенија или најблиските општини, ако стане за потребно. Еве ќе го испуштев, значи, оној пожарот кој го имавме во Крушино во 2008 година, ако не се лажам. Тогаш, значи, имавме несебична помош од сите подрачни оделенија и од сите противпожарни служби од околните градови. Тогаш добивме помош на наши барањи и тогаш и општината Кичево, значи добивме помош од Охрид во противпожарни возила дојдоа, од Струга дојдоа, од Гостивар дојдоа, од Прилеп имавме на помош и така. Сакам да кажам дека нашиот начин на функционирање е така да ние сме во состојба, ако како подрачно оделение и општина не можеме да се справиме со една дадена ситуација, имаме можност во соработка со предпоставените во Дирекцијата за заштита и спасување во Скопје да побараме помош и таа помош ја добиваме од најблиските оделенија, подрачни оделенија за заштита и спасување или оделенија кај што имаме, да речеме, по нашите подрачни оделенија функционираат во зависност од тоа, од она што преска го спомнав, пак ќе се врата, од проценката, да речеме, на загрозеност, кај нас не функционира, да речеме, тим за спасување на води. Но таков тим имат во Охрид, имаме таков тим. Таков тим, да речеме, имаме во Велес. И во случај да стане за потреба, ние таквиот тим од Охрид или од Велес ќе дојдат кај нас на помош. А затоа пак тимот наш што е за заштита од пожари, па ако стане за потребно, ќе го пратиме у Битола за она брзо интервентно интервенирање и така. Значи, во зависност од тоа како е и што е направена проценката, ние може да побараме од оделение, подрачно оделение од територијата на цела држава, во согласност на она што какви потреби имаме, тие да дојдат и да се приклучат и да ги решаваме ситуациите. Споменавте соработка помеѓу подрачните оделенија, меѓутоа секако за успешна реализација на сите ваши активности потребна е соработка и со други институции, дали се на локално или на државно ниво. Кои се тие институции со кои што еве некогаш е задолжително, можеби и неизбежно да имате таков тип на соработка? Па, ја би рекол дека не да се работи неизбежно, него задолжително е, сите, еве, конкретно ќе зборуваме сега за територијата на Кичево, на ниво на нашата општина, значи задолжително е да соработуваат сите служби кои имаат, да речем, допирни точки во заштитата и спасувањето на населението на било кој начин, во било кој облик. Тука, значи, пред се мора да ги спомнам нашите први соработници, тоа се представниците на општината Кичево, бидејќи нивната надлежност е да си регулираат комплетно заштитата и спасувањето на ниво на општината во соработка со нас и содејство со нас. Втората институција која би ја спомнал одма после општината, значи не по некој, да речем, редослед на важност, него по така, е Центарот за управување со кризи, со кого исто така имаме несебична соработка и од кого ги црпиме сите информации за сите случувања што се случуваат, информацијата доаѓаат во основа кај нив и тие ги пренесуваат и до нас и до сите надлежни служби. Исто така нашата соработка е во голема мерка задолжителна и обврзувачка сите со територијалната противпожарна единица, бидејќи и тие како институција функционираат во рамките на Законот за заштита и спасување. Понатаму полицијата или полициската станица во Кичево, со која имаме несебична соработка, Црвениот крст, во Општинскиот Црвен крст во Кичево, со армијата исто така имаме добра соработка, со јавното предпријатие Комуналец, кое е формирано од општината, но и како да речеме, како служба исто така секојдневно сме во комуникација за потребите кои ги имаат граѓаните и општината. Македонија пат секцијата во Кичево или сите, да речем, и како поединци и како служби, сите што можат на некој начин да бидат вклучени, да придонесат во заштита и спасување. Овде морам да кажам, да речеме, еве и
планинарските друштва кои функционираат во Кичево, извидничкото друштво кое функционира исто така во Кичево, со кој имаме соработка, конкретно онај големиот снег кога го имавме пред неколку години, планинарското друштво од Кичево ни излезе во пресред и во најголемата, да речем, во најголемиот снег кога имавме во селото Кленец негде околу метар и пол снег, имавме потреба на луѓе да им достават лекови, храна остана без храна, во соработка со планинарското друштво, значи дирекцијата, подрачното деление, им дотури на тие луѓе храна и така. Сака да кажам дека сите релевантни кои можат на некој начин да придонесат, да припомогнат во дадена ситуација, се вклучени. Една таква активност имавме исто така со граѓани, од страна на граѓаните од Кичево, како доброволци, од страна на селаните од селото Иванчишта, кога имавме, да речеме, Немил Настан имаше човек кој беше неколку дена покоен, немаше никаков пристап да се организират неговиот погреб, па и тоа се организираше, сака да речем, со помош на поединци, на служби, на армијата, на ние, и да му излезиме во пресредачење на семејството, на и сите тие работи, да се завршат оние сите потребни работи како што доликуваат. Така, за успешна реализација на тие сите ваши активности, секако дека е потребна и добра обученост на кадрите кои што ги имате тука. Во еден дел на вашиот план за работа е секако и оние вежбовни активности кои што ги спроведувате. На кој начин еве се одвиваат тие активности? Па така е. Значи, во една ситуација да се правилно постапи, имаме добро решение, мора да се одржуваат тие тренинги и вежби, и за оваа цел во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување постои сектор за обука. Во тој сектор, значи, се планираат вежбовни активности, зависит од планот кој го имаат изработено на ниво на година, но акцентот се става, да речеме, на оние акцентот вообичаено се стават на оние активности кои според проценката се најрелевантни во моментот или она што е најактуелно во моментот, да кај нас тоа било заштита и спасување, значи од води, од пожари и така. Се организира таков вид на обуки. Велам, тоа се работи на ниво на дирекцијата. Сите институции, еве конкретно да речеме, да земеме еден пример, нашата општина Кичево, да речеме, имаше потреба таква и ние во соработка со нас, значи преку нашиот сектор за обука, дојдоа луѓето тука, имавме 3-дневна обука на представници на општината, во која обуката беше токму за изработка на проценката, како се изработуваат процената, кои се тие параметри кои треба да бидат вклучени во неа, понатаму речиме да се изработува закон за заштита и спасување и сите продолжени работи. Во рамките на тие, да речеме, вежбовни активности имаме и честопати практично покажување или практично вежбување на луѓето и тимовите кои се формирани на ниво на дирекцијата. Она претходно што го спомна, значи, минатата есен имавме во соработка со Европската унија или Европската комисија, преку италијанската амбасада и државата сама Италија. Во соработка исто така беа вклучени представници од Република Словенија. Во Струга имавме една показна вежба од 2 дена во која имаше спасување на води, при што исто така од самите овие механизми на Европската унија за заштита и спасување кои функционираат, добивме да речем, обично понекогаш се случува да ни остават нешто од опремата, овој пат добивме еден чамен за спасување на води, многу современ и така, и ред друга опрема, да речеме, која треба за такви случаи. Понатака, нашите обуки во рамките, да речеме, на активности за Југоисточна Европа и пак велам преку Европската комисија, преку механизмите за заштита на цивилна заштита на Европската унија, се организираат и ред други вежби. Имавме во продолжение неколку вежби во изминатите неколку години, каде дел по дел беше организирано и увежбувано справување со, да речеме, со раселени лица кои би биле загрозени од било кој вид на несреќа, дали се работи за поплава, дали се работи за земјотрес, за урнатини, така да имавме таква вежба и во 2015 година завршната, значи, вежба за сиот овој регион беше организирана од страна на Република Македонија, тоа е со Дирекција за заштита и спасување, беше организирана во Скопје
На вежбата имавме значи вежбата не беше само наша, сакам да речем дека се работи за меѓународна вежба. Имавме комплетно тим од Турција кој се грижеше за храната, да речеме, како би било нештото организирано во дадена ситуација. Имавме комплет екипа од страна на Република Италија кои дојдоа со своја опрема, лекари, да речем онака на теренски да можат да извршат и полесни операции. Потоа имавме екипи од Србија, имавме екипи од Косово, од Албанија, ние Македонија. Вежбата беше замислена така да имавме негде околу 300 луѓе, беа згрижени, неколку дена беа згрижени во шатори, за кои се обезбедуваше храна, престој, сите тие работи, се организираше како би било во дадена ситуација. Сакам да кажам дека се посветуваат, онолку колку што материјалните можности даваат можност на Република Македонија, се посветуваат, да речем, внимание, кое секако е далеку од дека е доволно, затоа што овие тренинг и вежби се основата за утреден во дадена ситуација да може на вистински на прав начин да се справиме со предизвикот кој ќе биде пред нас. Дали подрачното одделение од Кичево располага со доволно ресурси за да излезете во пресред на сите оние предизвици кои што би излегле во иднина и во поглед на човечки ресурси и во поглед на материјални ресурси? Па вака сега, како подрачно одделение, да речеме, не може ние да имаме од материјално-технички средства, да речеме, од таков тип, не сме толку богати пред се како држава за да имаме такво ниво, но би рекол дека во дадена ситуација сме спремни и опремени да може да помогнеме, затоа што она што пред малку го реков, нашата преклопување на тој начин, да речеме, еве, конкретно за неколку примери само ќе наведиме, па од тоа гледачите ќе може да заклучат, да речеме, каква е нашата спремност и како ние може да одговориме на предизвикот. Во случај еве, да речеме, на поплава од поголем обем, најпрво се вклучуваме ние заедно со општината како подрачно одделение, располагаме со неколку пумпи за исцрпување на вода, со која би се исцрпувала водата од објекти кои биле поплавени кај луѓето, но ако поплавувањето е таков обем да нашите ресурси не се доволни, а секогаш велам, затоа реков, не сме ние толку богати за да располагаме со толку големи ресурси, веднаш на помош ќе бидат повикани, да речеме, нашите колеги од Битола, или ќе бидат повикани нашите колеги од Тетово, од Скопје, кои бидејќи се работи за многу краток, да речем, кратко растојание за такви случувања, ова не се случувања кои се решаваат во еден момент, него се продолжуваат действивата во неколку денови. Значи тие располагаат, па како подрачно одделение се изработила во проценката дека кај нив можноста за загрозување од поплави или од води е многу поголема од кај нас, и тие располагаат со, да речем, со 2 до 3 пумпи и со повеќе средства, али во основа располагаат со пумпи кои се со капацитет до 2 до 3000 литри во минута. Значи, и тие веднаш се вклучуваат, доаѓаат кај нас на припомош и решаваме работата. Во однос на механизацијата, да речеме, која е доста скапо и дирекцијата не може да располага со механизација, но пронајден начин секое подрачно одделение на ниво на дирекцијата има склучено договори од подрачјето кое го покриват со фирми градежни кои располагаат со таква механизација и кои во даден момент се обврзани да дојдат со механизација каква што ние во моментот имаме потреба. Затоа па ние како подрачно одделение, да речеме, од фирмите кои функционираат на подрачјето наше, гледаме да склучиме договори со оние фирми кои располагаат со механизација која според нашите проценки би ни била потребна во моментот, така да во секој момент, значи, може да биде таа механизација повикана. Таа механизација на неколку пати и била повикана, еве она што ви реков, значи, конкретно за таа поплување, тоа што беше долу од Зајашка река, кога нашата механизација беше вклучена. Таа механизација ја вклучуваме, велам, претежно за расчистување на снегот до сите наши планински села повисоки. Со таа механизација, да речеме, со која ние имаме склучени договори, конкретно еве како подрачно одделение да го подкрепам она што рекол дека нашата соработка и преклопување е таква. Речеме, во 2015 година бевме активно вклучени цели 15 дена во расчистување на последиците од она што се случи во Тетовско. Бевме нашата конкретно механизација од Кичево, со нашите представници, со моите луѓе и јас заедно вклучително со ними бевме во Мала, Голема Речица, Шипковица и така во сите тие села, значи останавме 15 дена
со неколку камиони, со неколку багери, заедно со другите подрачни одделенија кои исто така беа ангажирани. Истото се случи сега во август месец поплавата што беше во Скопско, во Стајковци, Сингелиќ, Трешопа. И таму значи имавме цело време бевме активни со 3 камиона, 3 машини, друга придружна речи го вака опрема што требаше. Со луѓе отидовме од оваа страна, значи првите 4-5 дена на кога беше ударното одидовме и со пумпи за исцрпување на вода и со резервен состав со кој располагаме како подрачно одделение, значи повикуваме доброволци, луѓе кои се во нашиот резервен состав и активно се вклучивме значи во помагањето на луѓето, во исцрпување на водата, во расчистување на сите тие последици и останавме таму богами негде од почнувајќи од 7 август, па останавме се до 23, тоа значи уште 16 дена сме останале таму и така да. Тоа е она што околу ова што рековме средствата дека како подрачно одделение ние не може нити па некој друго подрачно одделение може да ги има сите средства кои се на некој начин потребни, но значи се изнаоѓаат решенија и начини да може да се помагаме, да се преклопуваме во секој момент да одговориме на предизвикот што ќе биде пред нас. Господин Поповски, за крај на нашиот разговор, дали може да ги информираме граѓаните доколку самите имаат потреба од пријавување на некоја таква елементарна непогода, дали директно се засегнати или индиректно, на кој начин и дали може директно да се обратат до вашето подрачно одделение? Значи во секој момент нашето подрачно одделение мислам дека сите како граѓаните, зборувам за граѓаните на Кичево, знаат каде е нашето седиште. Нашето седиште еве и да напомнеме за некој евентуално што не знае дека се најдува во зградата во која функционираше поранешното подрачно одделение или одделението за одбрана. Нашите канцеларии се најдуваат тука. Нашите телефонски броеви може и тие да ги дадеме, речи, меѓутоа најдобро е информациите кои би доаѓале до нас во дадена ситуација кога се барат некаква ситност, да одат преку бесплатниот број 195, тоа е кај колегите во Центарот за управување со кризи, а тие после тоа веднаш ги препраќаат тие информации до нас. Исто така, значи, може да се користи во секој момент и телефонскиот број 192, тоа е во полицијата. Исто така, значи, со полицијата имаме секојдневно комуникација и соработка и тие информацијата ќе ја пренесат до нас. Истото се случува, значи, и со телефонскиот број од територијалната противпожарна единица, во случај да се работи за пожар или за било кој за каква потреба на граѓаните, тоа е нивниот бесплатен телефонски број 194. Значи, преку тие телефонски броеви кои се бесплатни, во секој момент ќе добиеме информација, а за сите да речам тековни работи кои ги тиштат или на граѓаните имаат потреба да речеме да не информираат за некои работи или да не информираат за некои работи кои треба превентивно да се решаваат, значи ние стоиме на располагање да не посетат, да дојдат кај нас, да разговараме, да видиме што може да се сторат и нормално во соработка со самите граѓани од она потребата што имаат и во соработка со сите служби на ниво на општина па и на државата даденото прашање да го решаваме. Господин Поповски, ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам успешна работа. Ви благодарам и вас што бев гостин во вашата емисија. Се надевам дека ќе се увежбуваме она што рековме пред малку, ќе тренираме, ќе се спремаме и материјално и технички и со луѓе се подготвуваме, меѓутоа во дадена ситуација да одговориме, меѓутоа посакувам значи да имаме пред се што помалку потреба од интервенција на дирекцијата, а што повеќе вежбање и припремање. Веднаш после празникот Прочка, кога меѓусебно си простуваат сите христијани, започна 7-неделниот Великденски пост. Мој соговорник во емисијата Акцент во ова издание е отец Александар Крстановски. Отец, најпрво би ве запрашал која е суштината воопшто на христијанскиот пост? Кога зборуваме за суштината на христијанскиот пост, секогаш почнуваме од првата книга од Светото писмо, Библијата, и во која што се содржи првата заповед за пост. Односно, со оној настан, кога Бог, откако ќе го создаде Адама, нашиот прататко, ќе му ја даде единствената заповед, и тоа е првиот пост во човештвото, да може да јаде од сите дрва, од плодовите на сите дрва во рајот, само од дрвото
на познавањето на злото не смее да јаде. Тоа е првиот пост. И тоа е првиот пост сватен како постот сватен како послушание, оно што во суштина е пост. Послушание преку чие што исполнување ние се надоградуваме, духовно растеме и се доближуваме до Бога. Значи дека кога би го толкувале овој настан опишан во првата книга, книгата Битие од Светото Писмо, би кажале дека Бог му ја дава оваа заповед на Адама заради негово усовршување, заради негово издигнување и приближување кон Бога, бидејќи Бог го создаде човекот боголик по свој образ, но му даде подобие, како што вели Светото Писмо, човекот беше создаден по Божи образ и подобие. Подобието значи човекот да се усовршува и да му се приближува на Бога преку усовршувањето. Во рајот, нашиот прататко Адам се усовршуваше преку исполнувањето на заповедта за нејадење од ова дрво, односно преку извршувањето на заповедта на постот, преку послушноста кон Бога, преку исполнувањето на оваа заповед, што значи во суштина постот е послушност или послушание. Понатаму постот, идејата за постот се провлекува низ целиот Стар Завет, доколку го читаме Светото Писмо. Своевиден пост Бог му одредува на еврејскиот народ преку законодавството кој му го даде на еврејскиот народ преку Мојсеја. Преку своевиден пост Мојсеј и целиот еврејски народ во пустината се подготвуваше за да го прими Божиот закон, најтесно сублимиран во 10 Божи заповеди. Потоа книгите за пророците или книгите кои опишуваат животи на одредени пророци во Стариот Завет изобилуваат со примери за пост. Христос кажува преку она познат стих дека овој род се изгонува само со молитва и пост, мислејќи на ѓаволот. Кажува дека борбата на човекот со злото не може да биде инаку освен преку пост. Значи постот го подпомага човекот во неговата борба за доброто и борбата против злото. Понатаму и светите апостоли зборуваат за постот, светите отци и учители на црквата, па и до денешен се зборува за постот. Впрочем, самиот факт што не само христијанството, туку и многу други, најголемиот број од религиите во светот од најстаро време па до ден денес го имаат постот во својот систем, го имаат постот како свој религиозен елемент, укажува на тоа дека Бог не случајно му го открил на човекот постот и човештвото секако дека има потреба од пост. Несомнено дека Великденскиот пост е можеби еден од најзначајните периоди до соопштувањето на радосната вест за Воскресението Христово. Што точно ве означува Великденскиот пост? Која е неговата суштина и значење? Великденскиот пост е еден од 4 големи повеќедневни постови, за разлика од оние еднонеделни од во среда и петок, еднодневни како постот на воздвижение на честниот крст, отсекување на главата на Свети Јован Крстител на водокрст. Великденскиот е еден од 4 повеќедневни пости, како што се Петровденскиот, Богородичниот и Божичниот. Но секога се чини дека овој пост, Светата Четириесетница или Великденскиот пост, како да е најзабележлив од овие постови. Тоа е не случајно, бидејќи историски е најстар повеќедневен пост и од него како да извираат своја суштина, да добиваат сите останати постови повеќедневни. Слободно можам да кажам дека светите отци ги задале овие повеќедневни постови по примерот на Светата Четириесетница на великиот пост. Големината на овој пост доаѓа пред се од празникот Воскресение, за кој што празник ние се подготвуваме преку Великденскиот пост. Празник кој што е суштина на целото православно верување. Целото верување на православниот христијанин се темели во верата во Воскресението Христово, а преку верата во Воскресението Христово во надеж за сечие наше воскресение на човекот, а преку воскресението на човекот воскресение и преобразување на целото создание. Тоа е смислата на празникот Великден и неговата големина, од чија пак што големина ја црпи својата големина и Великденскиот пост, и затоа е најмаркантен, најзабележлив помеѓу останатите
помеѓу останатите постови. Тука е секако и самата богослужбена содржина која што го следи овој пост. Тоа е единствениот пост кој што толку е проследен и проткаен со богослужби поврзани со самата смисла на постот. Ние почнуваме всушност богослужбено преку она што го читаме и пееме, преку црковната поезија, преку молитвите кои што се читаат и пеат во храмовите, да се подготвуваме уште неколку недели пред постот. Тоа е она недела на Митарот и Фарисејот, со која што се учиме на смирение, неделата на блудниот син, која што не учи на покаяние, месопусната недела, која што не подсетува на Божиот суд над созданието, и така натаму неделите, кои што зборуваат за одредени добродетели, кои што треба да не красат за време на постот. Поентата нова ми е дека големината доаѓа од самата содржина на богослужбите кои го следат Великденскиот пост, кои се поврзани со него и кои зборуваат, доколку внимателно по храмовите ги слушаме, за смислата на овој пост. Како свештено лице, добро еве на почетокот од првата недела на Великденскиот пост да упатите и една порака до сите православни христијани, кои што може би се решиле да постат овие 7 недели, што би им порачале вие како свештено лице? Најпрво, сваќањето на смислата на постот, како послушание пред се и како средство кое што Бог ни го дал за наше спасение. Не треба постот да го сваќаме како некаков закон, кој ние треба да го исполниме и по автоматизам, значи сме му угодиле на Бога. Постот е средство дадено од Бога во нашите раце за ние да се издигнуваме. А смислата е нашето послушание, она што го кажував при толкувањето, при екзегезата на зборовите на Бога, упатени кон Адама во рајот. Постот пред се треба да се свати како послушание и средство за наше издигнување духовно, а со тоа приближување и соединување со Бога. Потоа да не заборавиме она што многу често за жал го забораваме, поделбата на постот на духовен и материјален. Примат тука секогаш треба да се даде, како христијани, да дадеме на духовниот пост, развивање на нашите добродетели, на добрите дела кои што ни ги порачува Христос во Евангелието. Ние постојано во текот на целиот живот, како христијани, треба да се усовршуваме во добродетелите, да растеме во исполнување на Христовите заповеди, да се приближуваме кон Бога. Но периодите на пост се периоди кога ние особено треба да размислуваме на овие теми и особено да се извршуваме. Да ги извршуваме овие заповеди, да ги практикуваме добродетелите. Додека пак материјалниот пост, воздржувањето од храна, треба да ни служи само како подкрепа во ова наше сосредоточување на исполнување на заповедите и здобивање со христијански добродетели. Бидејќи, знаејќи како хемиски влие храната, знаеме дека со умерено заслабнување на телото јакне човековиот дух и насоченоста кон исполнување на евангелските заповеди, а и самата храна пак од друга страна е послушание кој, како што кажав, не приближува и соединува со Бога. Измина предвидените минути за ова најново издание на емисијата Акцент. Верувам дека го задржавме вашето ценето внимание. Секако проследете ги и репризните изданија, а со нови содржини наредниот вторник во истото време. Довидување.